Минатата година родот не задоволи до толку колку што добро помина пласманот. Цената беше според очекувањата, а Русија и понатаму останува најголемиот пазар, односно број 1 за компанијата Душан Кирич, рече денеска нејзиниот сопственик Кире Шошев. Тој со дел од вработените и годинава остана верен на традицијата, па чинот на свечено закројување на своите лозови плантажи го направи повторно во соработка со локална самоуправа Росоман. Се закрои виновата лоза и нормално си посакаа лозарите плодна и берикетна година. Таква година очекува и Шошев, потенцирајќи дека пазарот се шири, а ќе има и новитети, ќе се третира и јапонското јаболко. Што се однесува до пласманот, сум задоволен. Тоа што се роди, тоа што го обравме и го продадовме, и задоволен сум и со цена и со плаќање од страна на тие што му продадовме, но со родот не е многу, заради тоа што не фати малку невреме, нели, мраз фати таму ланскиот април. Така да, вајде оваа година ќе биде подобро, повише род, исто пак подобра цена. Пазарот се знае кај не најмногу, нели, Русија, да, таму имаме веќе договори со најголемите маркети у Русија. Тоа се наброи, ако спомнам таква цифра, значи тоа се околу 20.000 маркети, што ни немаме доволно род тука и доволно, и да е се окей, нема толку многу праски за таму, така да оваа година ќе биде подобра. Останува ли стандард со оние производи или ќе има воведување на новитети? Што најмногу се бара на рускиот пазар? Па сега јас до сега нели само праската работи мисливата. Еве сега пак ќе садам нови порошини на праски некаде околу 30 хектари, по-нови сорти, кои што повеќе се барат и стари се барат, али ете, ајде да има нешто ново. А и плюс тоа че садаме на површина од 20 на хектари јапонско јаболко, персимон, некоја шпанска сорта, така да и тоа се бара. Лани правевме откуп од Валандово негде околу 1200-1300 тона откуп направивме од Валандово на јапонско јаболко, тоа се продаде во Русија. Миналата година, пред 2 години пак исто, гледам се бара на тој пазар и затоа се и тука ќе го садиме кај нас. Божјата волја е таква, ќе има добар род пласман, цени пак ќе следува студена зима и мрзнење, но ние сме лозарски крај во кој сме навикнати да бидеме упорни и вредни земјоделци, истакна на закројувањето градоначалникот Стојан Чалазов. Јас се надевам дека измрзнувањата кои што на почеткот не плаша дека не се толку јаки, дека и покрај ниските температури кои што не зафатија, значи како република, како регион, дека нема да има такви штети, дека со стручното кроење на лозите ќе има успех со кроењето да се постигне барем род ова година со внимателното кроење. Во секој случај, како и секоја година и ова, значи останува на мене како човек да му посакам на сите и лозари, на сите луѓе добро здравје, значи да ги служи здравјето и среќата, сето друго како составен дел на животот, кога е потешко, кога е подобро си врве, а ние како луѓе да можеме, значи да секоја година еве како традиционално да се собираме. Компании, соработници, пријатели, вработени, советници, денеска Свети Трифун посвеченото закројување продолжија да го слават со веселба во просториите на Душан Кирич.